Празниците се зад нас, а телото се уште е под влијание на внесените големи количини храна и пијалоци. Време е да му приредиме чистење за да си обезбедите добро здравие. Во текот на празниците луѓето многу повеќе јадат, помалку се движат, а тоа секако остава последици на организмот. Обилните оброци се тешки и за преработување во организмот, за кардиоваскуларниот система, а посебно може да предизвикат нагло оптоварување на органите за варење и нагли воспаление на жолчното кесе, на панкреасот, на желудникот и другите органи. За последиците да не бидат трајни и да си ја вратите енергијата и силата, направете класично чистење на организмот. Детоксикацијата на организмот после вакви празници е многу важна, бидејќи во секој случај со храната што внесуваме во нашиот организам и алкохолните пијалоци се придонесуваат да се оптовари организмот. Со оптоварувањето на нашиот организам тој се рефлектира на самото здравје и дефинитивно мораме да направиме детоксикација во најможен брз рок. Што значи дека детоксикацијата не треба да чекаме да поминат сите празници па да ја правиме, него тоа да го сториме веднаш одма и сега. Најдобра детоксикација обезбедуваат овошјето, зеленчукот, водата и чеевите. Што треба да внесуваме? Кога веќе преоѓаме на процес на детоксикација, да се внесува колку што е можно повеќе зеленчук, повеќе алкална храна, да се избегнува млекото и млечните производи, односно воопшто да не се користат, како и сите протеини од животинско потекло, се мисли на месо, на риба и на јајца. Меѓутоа, заради моментот што месото и другите протеини од животинско потекло не се вклучени, во исхраната треба да се вклучат доста легуминози, грах, грашок, леќа, боранија. Портокалот, кој е богат со витамин С, го забрзува варењето на храната и помага да се изврлат вишокот калории. Еве еден практичен совет за здрав и вкусен пијалок. 2 цедени портокали, 200 мл јогурт, 1 банана, 1 лажица сок од лимон и 1 лажица мед. Измешајте и започнете со детоксикацијата.